Режината на Клементина од Елвин Брукс Вајт. Глава 1 пред појадок. Каде тргнал тато со секирата? Ја праша Темјанка, мајка си додека ја места масата за појадок. Кај кочината, одговори Вангелица. Ноќеска се опраси маторицата. Тогаш зашто му е секирата? Пак праша Темјанка, која имаше само 8 години. Види, рече мајката, едно од прасињата е кржле. Многу е малечко и слабо и од него никош ништо нема да биде. Затоа татко ти реши да му ги скрати маките. Да му ги скрати маките, ресна Темјанка. Сакаш да кажеш да го убие, само затоа што е помало од другите. Вангелица стави чаша крем на масата. Не викај, Темјанке, рече таа. Во право е татко ти. И така прасето кога тогаш ќе умре. Темјанка турна еден стол пред себе. Истрча надвор. Тревата беше влажна, а земјата мирисаше на пролет. Патките и стана жива вода кога стигна татка си. Не убивај го, тато, липаше Темјанка. Те молам. Вангел застана. Темјанке, рече нежно. Смири се. Да се смирам, списка Темјанка. Овде се работи за живот или смрт, а ти ми велиш да се смирам. Из образите и течеа солзи, а таа ја дофати секирата и се обиде да ја истргне од рацете на татка си. Темјанке, рече Вангел, повеќе се разбирам во прасење од тебе. Едно вакво слабче само би ни било товар. А сега оди. Те молам, плачеше Темјанка. Што е криво прасето што се родило помало, а јас да се родев помала, дали и мене ќе ме убиеш? Вангел се насмевна. Тамам работа, рече со љубов, погледна во ќерка си. Ама ова не е исто. Едно е да си мало девојче, а друго мало кржлаво прасенце. Јас не гледам разлика, рече Темјанка, се уште држејќи се за секирата. Во животот немам чуена за поголема неправда од оваа. Лицето на Вангел Панов се омацури. Се чинеше дека и самиот ќе заплаче. Добро, рече. Врати се дома, а јас кога ќе си дојдам, ќе ти го донесам кржлето. Ќе те освам да го раниш со цуцла, како бепче. Дури и тогаш ќе видиш каква беда си зела на врат. По половина час Вангел си дојде дома со картонска кутија под мишка. Темјанка беше гори и се пресоблекуваше. На куњската маса беше појадокот. А во собата се мешаа мирисот од кафе, сланина, влажни тапети и чадот од печката на дрва. Стави го на нејзиниот стол, рече Вангелица. Вангел ја спушти картонската кутија на Темјанкиното место. Потоа отиде до мијалникот, си ги изми раците и си ги избрише од крпата. Темјанка полека слезе по скалите. Очите ѝ беа црвени од плачење. Кога се доближи до својот стол во кутијата, почна нешто да претка и се зачу некакво гребење. Темјанка погледна во татка си, потоа ја отвори кутијата. Таму внатре, загледано во неа, стоеше скуклено новороденото прасе. Беше бело како снег. Утринската светлина му болскаше низ ушињата и му ги правеше розови. Твое, рече Вангел, спасено од премедмена смрт. И нека Господ Бог ми прости за оваа глупост. Темјанка не можеше да го тргне погледот од ситното прасе. Гледајте, шепотеше, какво совршенство, вистински писар.